Граѓаните на Кочани, Зрновци и Чешиново Обрешево ја покажаа својата хуманост и со донации им помагаат на погодените од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Целата донација од сите пунктови од трите општини, општинската организација на Црвениот крст од Кочани ги собра во еден магазин кај пожарната и може да се заклучи дека граѓаните навистина се хумани, затоа што големиот магазин не можеше да го собере се она што е донирано. Изненадување, не нашите луѓе вистински се хумани, но овој пат се даруваше од граѓаните лично, од фирмите, учествува училиштата, учествува политички партии, така да секој на свој начин се организираше и доаѓаше да подари и да ова биде наменето за луѓето кои што секојдневно ги гледа нивните така речи маки. Овде фирмата Деликатес која што во прв момент излезе и веќе таа вода флаширана, еден шлепер и прва замена со конвојот на Македонски Црвен крст. Тука сме интересно и добро што граѓаните доваѓа и прашува што треба, ги слушаа нашите инструкции. Би го спомнала и медицински центар кој што на брзина се вработените организира и целата таа собрани парични средства ги дадоа во прехрана, ги донесоа во Црвениот крст. Покрај граѓаните од Кочани, доста хумани се покажаа и другите две општини, Зрновци и Чешиново Обрешево. Даруваа во брашно, ориз, прехранбени продукти и хигиенски средства, додаде Коцева. Покрај ова се донираше и на отворена жиросметка, како и на телефонски броеви. И не е полн само овој магазински простор, туку се и уште донации кои што се во просториите на Црвениот крст во Кочани чекаат да бидат транспортирани. Од Црвениот крст ги издвоија поголемите донации, меѓу кои собственикот на кафе бар Либеро, кој целиот дневен промет од кочанските граѓани го донираше за хуманитарни цели. Либеро кафе на 19 овој месец организираше хуманитарен ден, односно го нарековме Кочани донира, бидејќи сепак без граѓаните на Кочани од кои што ја добивме и навистина најголемата поддршка, многу повеќе од колку што очекувавме, немаше да можеме да го спроведеме ова. Покрај нив голема благодарност и до артистите кои што се организираа за помалку од 24 часа и настапија. Исто така би сакал да се заблагодарам и до персоналот на Либеро кафе кој што тој ден навистина неуморно работеше. Средствата кои што ги собравме во координација со Црвениот крст ги искористивме за набавка на постелнина која што ќе им се најде на сите оние на кои што им е потребна од поплавените подрачја. Либеро за погодените во поплавите собра вкупно 87.780 денари и со тие средства се купија 120 комплет постелнини, исто толку крпи за садови и други потребни материјали. Општина Кочани хуманитарна акција организираше и со невладината благородна мисија. Во нашата донација се вклучија поголем број на фирми, од кои што можеме да истакнеме дека 23, најголема донација даде Европа 92, потоа Ината, Тинк Инокс, Дисконт Боки, Магнолија, Деликатес и останатите да не ги набројуваме. Исто така донираше и општината со средства, се собраа и одредени средства од физички лица и исто така учествуваше и невладината Светла Иднина. Се што е собрано се пакуваше и ќе биде пратено до Црвениот крст на Македонија, а оттаму за Србија и Босна и Херцеговина.